Здраво дечки и добродојдовте во уште едно видео од овој нов серијал за HTML и CSS. И како што може да видите во ова 8 видео поред, ќе почнеме да зборуваме за CSS, односно темата на ова видео е вовед во CSS. Меѓутоа, пред да започнеме со самото видео, доколку ви се допаѓа ова што го правам и сакате да продолжам со видеото, значи би ве замолил да кликнете на subscribe, што ми ствара некоја дополнителна сатисфакција за да продолжам со снимање на видеото. Исто така, доколку не ви тешко, кликнете на лайк доколку ви се допаѓа видеото или дислайк доколку не ви се допаѓа, оставете некој коментар и така би овозможиле ова заедница што ги следи овој видео по-лесно да расне и овие видеа да дојдат попреку до тие за кои се наменети. Па да се навратиме во нашата презентација за да започнеме со самото видео. За тие што не знаат, значи CSS за разлика од HTML, кој што беше маркирачки јазик, значи со помош на HTML ја формиравме структурата на нашата веб страница, значи ја маркиравме структурата. CSS е малку поинаков јазик со помош на кој ќе го подобриме визуално изгледот на нашиот вебсайт, односно ќе и направиме некој визуален стил на нашите елементи и со тоа ќе ја така наречено нашминкаме нашата веб страница да изгледа многу поубаво. Па, ајде најпред да ја избришеме ова форма што имавме од претходното видео и да видиме што е тоа CSS. Да видиме на наредниот слайд, значи како функционира самиот CSS. Самиот јазик е одбираме со помош на така наречени селектори, кои што ги имаме наброено овдека. Со помош на тие селектори селектираме таговите за кои што сакам да дефинираме одреден стил и во рамките на тој селектор го пишуваме стилот за тој елемент. Стилот може да го пишуваме на неколку места. Значи, најпрво тоа може да го направиме во рамките на самиот елемент како атрибут, значи атрибут кој што се вика style, и во вредност овдека во овие наводници го пишуваме самиот стил. Да речеме, доколку сакаме да ја промениме бојата на текстот, пишуваме color, две точки и за вредност ставаме некоја од предефинираните бои или има и некој други начин на кој што може да пишуваме боја. Во нашиот случај да ќе користиме едноставна црвена боја и да ја отвориме нашата веб страница, да видиме како тоа ни изгледа. И како што може да видите, од дефолтниот црн текст, сега нашиот текст ни се промени во црвен. Значи од црн дефолтен во црвен. Но и тоа не е многу препорачливо, ќе го испришеме и да видиме вториот начин, кој што исто така не е препорачлив, значи некаде во нашиот документ може да ставиме style елемент, style, и овдека може да го напишеме истото. Style без ова и овдека за разлика од претходно каде што директно го пишуваме стилот, овдека треба да го потребиме тој селектор. Значи пишуваме H1, го селектираме самиот H1 и во рамките овдека го пишуваме, значи во заградите го пишуваме нашиот стил кој што ќе важи за тој елемент. Значи имаме H1 селектор кој што ни го селектира H1 елементот, односно сите H1 елементи во нашата веб страница и во заградите внатре го пишуваме нашиот стил. Доколку зачуеме ова, како што гледаме, нема никаква промена, се уште не е црвено, меѓутоа јас сакам да стане сина наместо црвено за да видиме промени. И еве како што гледате, нашиот текст ни е син. Доколку дуплираме оваа линија, Alt Shift долна црта, има сега две и како што гледаме, значи и двете ни се и двата H1 елементи ни се сини, бидејќи како што реков со овој селектор, значи сме ги селектирали сите H1 тагови во нашиот документ. Меѓутоа, уште еднаш ќе речем, и ова не е препорачлив начин на пишување на CSS, туку најпрепорачливо е тоа да го правиме во посебен файл, ќе креираме нов файл во нашиот
проект, ќе го именуваме било како сакаме, во мојот случај го именувам style и е битна екстензија, значи ние CSS. Го има нашиот файл креирано и сега овдека со овој линк елемент што го има користено претходно, пишеме линк, CSS и ова ќе ми генерира една линија на HTML, кај што вели имам линк, rel имам style sheet, од тип на style sheet и href ми е локацијата до мојот файл. Во овој случај самиот CSS файл се наоѓа во истиот фолдер, односно во рутот нашиот проект со самиот CSS елемент и ова е локацијата на исто. Докато ми беше да речеме во CSS фолдер, ќе имам в CSS класица style. Да се вратиме во нашиот style.css файл и повторно да го имаме она исто. Hidden селектор ги селектираме сите hidden тагови, во нашиот случај овие два, и пишуваме повторно color и одбираме некој од овие понудените бои, докато сакаме некој од овие предефинираните. Освен овие, реков дека има уште други два неколку начини за одбирање на боја, да речеме сакаме да ја користиме RGB функцијата и овдека ставаме вредности за црвена, зелена и сина од 0 до 255, докато има 255, овдека 00, тоа ми е црвена боја, докато имам да речеме малку помалку од 255, 100, таа ми е некоја потемна црвена боја, или да речеме докато има 50, како што гледате уште по светла или потемна, како сакате ја речете, значи некоја црвена боја, докато има овдека 0, а овдека имам 255, ова ми е зелено, 0, 255, ова ми е сино. Значи, освен RGB имам и со A, последното е за алфа и овдека имам уште една вредност за алфа. RGB A, значи толку го видовме и третиот начин ми е со хекс бои, значи со тарава започнуват боите и овој пат место од 0 до 255, овдека имаме од 0 до F, бидејќи е хекс, прогуглате малку што е хекс, имаме исто црвена, зелена и сина, FF е значи најјакото 255 како што беше во претходниот случај, докато имаме FF 0000, тоа ми е значи црвена боја. Нека имаме сега ред и како што гледаме, значи имаме за двата тага црвена боја. Да се вратиме во нашата презентација, значи го видовме овој tag селектор. Рековме дека тој ги селектира сите hidden елементи во нашата страница, па така и доколку имавме нешто, да речеме, некој div и внатре во него имавме hidden и во него имавме тест и ова ќе ми беше црвено. Како што гледате и тоа ми е црвено, значи ги селектира сите во нашата веб страница. После овој tag селектор имаме и нешто што се вика ID селектор. Овој ID селектор функционира малку поинаку. Тој функционира на начин што го селектира, значи не по елемент, туку по ID, значи нашиот елемент кој што сакаме да му пишуваме стил. ID-то го ставаме овдека, докато се сеќавате во нашите форми, имавме атрибути ID и е битно ова ID да ни е unique. Значи, на ако бросери, значи ова вредност мора да ни е овдека unique и ќе речеме ќе крстиме неко article или ајде main article нешто, не знам. Main article, нека се вика. И ова треба да ми е unique, значи да имам само едно вакво на нашата веб страница. И да имате две, на некои браузери ќе работи, валја на повеќето, меѓутоа е препорачливо, доста препорачливо ID да ви е нешто unique. Да се вратиме во нашиот стил, значи имаме сега main article ID некоја и одиме во нашиот CSS, значи сакаме да речеме се што ми е во main article, да ми биде со црвена боја, значи да го зачувам, сега како што гледате ми е со дефолтна црна боја и да го селектираме, значи main article. ID се селектира со хештаг, односно со тарава. Во моје време ова беше тарава, сега хештаг, значи хештаг
и веднаш после тоа вредноста на самото ID, што во нашиот случај беше main article. И како во претходниот случај имаме овдека color и ставаме red. И што гледате во нашиот случај, значи се што е внатре во дивот сега ќе биде со црвена боја, а тоа ќе биде значи овој во нашиот случај сега значи само овој H1 елемент внатре. Тоа ми е значи ID селекторот, значи со хештаг, со тароба и името на нашето ID, што во нашиот случај беше овдека ID, значи беше main цртичка article. Тараба main article, а овдека значи немаме тараба. Значи селекторот за ID не е тараба. Нареден селектор кој што го имаме е клас селекторот. Клас селекторот значи е, да речеме, еден можеби од најкористените селектори во CSS. Тој функционира исто како или слично како ID-то, значи имаме во нашиот HTML некаде атрибут со име клас. Да речеме на овие H1 елементи сакам да им додадам клас. Клас и внатре ставам некоја вредност, да речеме article title, нека се вика. И разликата со ID-то е што овака може да имам колку сакам во нашата веб страница. Да речеме ќе го ставам и на ова на двете H1 и да речеме ќе ставам овдека еден параграф и ќе ставам Lorem 10 и можем да го ставам и за нашиот параграф. Клас article title. Да се вратиме во нашиот CSS. Main article ми беше тоа и сега сакам да ги селектирам овие класи. Значи, за разлика од ID-то кој што селектираше со хештаг или со тараба, класа се селектира со точка. Значи точка и името на нашата класа. И со ова ќе ги селектирам, значи сите елементи кои што имаат класа main цртичка article и ќе ставим color, две точки, сакам да има, да речеме, blue. Main article, не е main article, туку е article title. Моја грешка. И кој што гледате сите што ги имаат, сите елементи кои што имаат оваа класа article title ни стана сини. Значи ID селектор е со тараба, клас селектор е со точка. Значи тоа е многу битно да го знаете, а самите елементи се селектираат без ништо или вака. Океј. Universal селекторот е исто така може да го видите доста низ CSS-от, меѓутоа се користи за некои за отстранување на некои, да речеме, дефинирани стайлови на самиот браузер, да речеме дека браузерите некаде имаат дефолтни вредности за некои елементи, некои маргини или пагинации, за тоа ќе зборуваме подоцна, меѓутоа да видиме како изгледа овој универзален селектор. Значи тоа е звезда, што значи селектирај се и вереме сакаме да има боја ред. Значи звезда и во заграите го пишуваме нашиот стил. И што гледате се што имаме во нашата веб страница сега ни стана со црвена боја, значи текстот. Тоа ни е значи Universal Selector, значи ни селектира се звезда. Потоа имаме Attribute Selector. Не знам дали да го споменам ова, ајде ќе го споменеме. Значи рековме дека има клас и ID, меѓутоа може да имаме и некој custom атрибут. И да речеме дека сакаме да ги селектираме, да речеме ајде додадеме најпрвин ова, ќе ги тргнеме овие класите да ги нема, за да ми е се почисто. Ќе го тргнеме и ова, ќе го тргнеме и ова и да речеме ќе додадеме некоја custom property овдека и ќе го користиме да речеме ќе го користиме да речеме title, нека се вика custom title, нека се вика и ова ми е некој custom атрибут. И како што можете да видите од
овој пример, значи треба да го имаме најпрви елементот и во коцкасти загради го ставаме до кого има тој атрибут. И во овој случај ние го ставивме на H1 елемент и сакаме да селектираме H1 елемент, речеме H1 елемент, кој што го има атрибутот custom title и сакаме да има color red. Да видим дали ова вака работи и како што гледате на првиот H1 елемент има custom title атрибут, го селектираше и му даде црвена боја. Друго што може да направиме со custom title може да ја провериме и неговата вредност, да речеме еднакво тест. Доколку одиме во нашиот CSS и велиме дека е еднакво на тест, доколку еднакво ќе има црвена боја. Доколку ставиме тест 1 и како што гледаме ни се враќа со сина, односно со црна, бидејќи во нашиот HTML ова има тест вредност. Значи тоа го правиме custom, еднакво и во наводници ставаме вредност. Друго што може да направиме со ова tilt еднакво, што значи дека нашата вредност треба да ни содржи тест. И доколку пишеме N3 овдека, тест, мислам дека треба празно место, да, празно место не го број, значи по зборчиња ги делим, вели дека нашето custom title треба да содржи тест. Значи, бидејќи во овој случај тест, односно custom title е тест празно место 1, 2, 3, ќе го селектира бидејќи тест е содржано во ова тест 1, 2, 3 и со тоа значи ќе ми биде задоволено ова правило. Значи custom title доколку оставиме само ќе ги селектира сите hidden тагови кои што имаат атрибут custom title. Доколку ставиме еднакво и вредност, ќе ја споредува самата вредност внатре, а доколку има ова title значи и еднакво ќе споредува дали вредноста во нашиот custom title атрибут содржи тест. Океј. Друго што ми накратко спомнато во нашата презентација е групирање на селектори, односно кога сакаме ист стил да доделиме на повеќе селектори и да речеме дека сакаме во нашиот случај сите H1 елементи и сите P тагови да имаат color green, да речеме. Green не се употребиле и значи што гледате сите H1 елементи, H1 и сите P елементи имаат заеднички стил, односно зелена боја. Значи со запирка се оделени. Значи не два може овек да наредиме уште што и уште 1000 надолу колку сакаме. И со ова, значи, место да имаме два пати, ова е прост пример, каде што имаме само едноставен CSS од една линија, меѓутоа може да има 50 линии, наместо да имаме H1 и да го имаме овдека 50 линии и под него P и пак 50 линии, значи со ова сме го групирале и сме скратиле, да речеме, 50 линии од самиот CSS. Да видиме видеото, 18 минути. Мислам дека тука ќе го прекинам, а во наредното ќе позборуваме малку за комбинатори во CSS. Па така, дечки, доколку ви се свиѓа видеото, уште едно, значи, кликнете на subscribe, кликнете на like и се гледаме во наредното видео. Поздрав!